Девојката која со својата самодоверба, четка и шминка крева револуција на социјалните мрежи. Денеска со нас во интермецо имаме нашата нова звезда во мејкап светот, Султана Малинкова. За прв пат во Хајп ја имаме Султана Малинкова. Здраво Султана, како си? Здраво, одлично сум. Фала на прашањето, вие како сте? Одлично и ние. Може ли да ни откриеш за твоите почетоци, односно што те инспирираше и потикна да почнеш со инфлуенсерството? Па јас од секогаш бев љубител на шминката и со снимање почнав ептен спонтано, почнав како хоби, но со текот на времето како растеа и следбениците и ми растеше публиката, ми стана пасија и се фокусирав повеќе на публиката, да им пружам знаење и тоа. Сега ова го гледаш како професионална професија, нели? Да, дефинитивно, сега сум посериозна во работата и што ми стигна до тука, нели добив и награда на Influencer Awards, за тоа уште повеќе ме мотивира да снимам повеќе и да бидам посериозна во самата работа. Како се чувствуваш после наградата на Influencer Award? Ти ја доби наградата за New Star во категоријата Beauty. Па дали таа награда ти значи нешто и што мислиш дека тоа одава за твојата работа? Дефинитивно ми значи премногу. Јас не очекував уопште да добием награда, не знаев ништо до самиот момент кога ми го изговорија името. Бев прво во шок, но потоа бев премногу среќна, бидејќи мислам дека мора еден да има што ќе му помага на девојките да бидат подобри, да се самоуверени повеќе, дали преку шминка, дали преку мода, небитно. Beauty е нели опширен збор. И дефинитивно ќе продолжам со секако што си бев до сега, со уште повеќе енергија и повеќе работа. Како се јави желбата за шминка? Од секогаш сум ја имала мислам, јас сум креативна личност и одлучив мојата креативност да ја искажам преку шминката и преку модата, се разбира, но како што кажав, почнав со снимање многу спонтано и со тек на време така се дојде, се вклопија сите коцки и се продолжив со тоа. А како откри дека имаш талент за шминка? Сама се шминкав уште од малечка, се стоев пред огледало и се шминкав, YouTube гледав константно туторијали, значи сум седела од утро до вечер. И едноставно така во мене се вроди таа желба и прво си се шминкав сама по себе, потоа барав да шминкам другарки, пријателки, фамилија и така настана цело. Дали имаш некој идол во мејкап светот? Дефинитивно, може да кажам од Балканот, Мирта, може би веќе некои ја знаат и имат слушнато. Но општо од светските ми е Huda Beauty, заради тоа што знам дека она почнала од нула, исто со снимање на видеа туторијали на YouTube, а сега е изградена во огромен светско познат бренд. Дали мислиш дека инфлуенсерството е борба за лајкови или престиж? Престиж. Можам да кажам дека имаш одличен стил. Како Султана се стилизира? Па се инспирирам едноставно од секојдневието, од секој нов тренд, од музика. Поточно сум јас и од музичка фамилија и така си доаѓа самото од внатре. Султана студира економски факултет. Па дали во иднина може да очекуваме нешто од таа професија? Може, да, дефинитивно тоа ми беше првиот избор, нели, си ја сакам искрено и таа работа. Мислам, се уште не сум дипломирана, но имам уште една цела година, па дефинитивно можеби нешто ќе започнам и од таа сфера. Те гледаме од време на време со твојата мајка Наташа. Па дали некогаш би се испробала во водите на музичката кариера? За жал не се пронаоѓам таму се уште. Не го немам тој талент за пеење, но за бјути и за шминка и за мода секогаш сум тука. Дали славата на твојата мајка Наташа ти влијае позитивно? Да, дефинитивно. Јас се гордам со неа од
самиот почеток. Што може да откриеш нешто што фановите би се изненаделе? Би кажала за дека студирам економски факултет на сметководство смер, што нема допирна точка со ова сега што го работам, но повеќето и знаат. Што би било твоја крајна цел во кариерата и каде се гледаш во наредните 10 години? Се надевам дека во наредните 10 години ќе си извадам свој бренд, дали за мејкап, дали за лице нешто скинкер, не сакам ништо да откриам, но дефинитивно целам кон тоа. Која јавна личност според тебе има најкатастрофален мејкап изглед? Морам да кажам. Ако сакаш. Ајде, ќе ти кажам после камерата. Која јавна личност би сакала да нашминкаш ти? Ако зборуваме општо од Балканот, дефинитивно Наташа Пепалаc. Дознав дека обожаваш готвење, од каде потекнува таа пасија? Па, искрено, моето најпрво видео што го постирав на мојот TikTok беше cooking видео. Многу сакам да се готвам, тоа ми е едноставно како рекреација, тој дел од денот, но одлучив тој ниш што ќе снимам да биде мејкап, сепак мејкап. Повеќе тежи на вагата. Дали знаеш да сготвиш граб? Не сум сготвила до сега, но ја знам процедурата. Каков е љубовниот статус на Султана? Одличен. Дали може да ни откриеш нешто повеќе? Се уште не. Дали личноста од јавниот свет или е некоја анонимна? Анонимна. Сега идеме кратка рубрика или. Маскара или вештачки трепки? Вештачки трепки. Перика или природна коса? Природна коса. Мат или сјаен кармин? Сјаен кармин. Нацртани или природни веги? Природни. Повозрастни или помлади момци? Повозрастни. Љубов или кариера? Љубов. Шминка или накид? Многу тешко прашање, па ајде, шминка. И за крај имаме Султана, дали се осеќаш како султанка? Секогаш. Како хурем или ќосем? Хурем. Фала ти, Султана. Фала и на вас. Здраво, јас сум Султана Малинкова, а вие гледате Hype Македонија.